Рено ја зајакнува линијата на компактните кросовери. Што се однесува до изгледот, Симбиоз не е толку иновативен. Тој е само разумно убав, конвенционален кросовер од C-сегментот со импресивно голем товарен простор. Има јасна визуелна врска со каптур напред, но на останатите површини дизајнот е посилен и поаголен. Во интериерот вграден е инфозабавниот систем Open Air Link базиран на Google и гласовни контроли, како и околу 50 апликации кои се дизајнирани за Рено. Со должина од 4410 мм е само 10 см пократок од Аустрал. Исто така го дели истиот хибриден погон базиран на 1,6 литарски 4-цилиндричен мотор наместо на 1,2 литарскиот хибриден агрегат од Аустрал. Симбиоз е наменет да им се допадне на купувачите на компактните кросовери, вториот по големина сегмент во Европа. Затоа Рено очекува подеднакво да има индивидуални како и флотни купувачи. Симбиоз ќе се лансира со целосно хибридна погонска група и тек од 145 конски сили со два електрични мотори, примарна погонска единица со моќност од 36 киловати и секундарна единица со моќност од 15 киловати. Хибридниот погонски агрегат овозможува до 80% од урбаните патувања да се одвиваат на струја и можно е со еден резервоар гориво да се извозат и до 1000 километри. Ке има верзии и со мотори на согорување, но тие ќе дојдат подоцна. Иако Симбиоз е компактен кросовер на почетното ниво на Рено, тој има голем број на погодности и комфортни карактеристики, вклучително и електричен поклопец на багажникот, што може да се ракува со движење на ногата и стаклото што автоматски го затемнува сончевиот покрив. Подвижниот покрив дава 30 мм простор за глава без да ги жртвува изолационите својства. Новите погодни функции вклучуваат My Safety Switch, кој ги контролира визуелните и звучните предупредувања со едно копче, и Safety Coach, кој ја снима брзината, положбата и траекторијата на возилото и дава оценка за возење и совети за подобрување на економичноста. Рено објави дека цените ќе бидат познати во следниот период кога ќе се отворат порачките за Симбиоз.